На само некој месец пред да си замине од функцијата, градоначалничката Даниела Арсовска потпиша нов договор тежок над 320.000 евра со компанија која веројатно станала омилена во последно време. Имено компанијата Теракон, која го доби последниот тендер за набавка на спортска опрема и облека во име на градот Скопје, за помалку од една година склучила 8 договори со градската администрација и средните училишта, кои се исто така под надлежност на Арсовска. Овие не би било толку чудно, доколку градот и средните училишта не се единствените институции кои се муштери на оваа компанија, формирана во 2019 година и која за прв пат склучила договор за јавна набавка пред 2 години, и тоа со Скопската гимназија Јосип Броз Тито. Добиле речиси 150.000 евра за одржување на зградата. Предходно никаде нема во системот. Освен градот и ово училиште, директно муштери им станали други средни училишта, како Марија Кири Склодовска, Димитар Влахов, Георги Димитров, Корчагин и други. За една година тие со оваа фирма договориле набавки во вкупна вредност од над 53.320.000 денари. Но уште поинтересна е анализата на договорите, како и на цените. Иако основната дејност на Теракон на градежништво, тие сега ќе испорачуваат спортска опрема. Во последните две рамковни спогодби стои дека градот, например, за мрежа за обрач на кош ќе плати дури 1.652 денари. Иако при едноставно пребарување на интернет покажува дека таа вообичаено чини 300 до 500 денари. За маса за пинг-понг скопјани преку градскиот буџет ќе платат речиси 55.000 денари, иако во продавница за спортска опрема тие се продаваат за 20 до 30.000 денари. За душек за физичко ќе бидат платени дури 31.624 денари, а ќе се купуваат и јажиња за скокање, јажиња за вежбање за 1 до 2.000 денари, професионални фудбалски топки за речиси 7.700 денари. Градот ќе набавува и машки и женски тренерки од брендовите Adidas, Nike, Puma, Champion под цена од 14 па до над 18.000 денари за парче. Ќе се купуваат и женски и машки спортски мајци со, како што стои во набавката, модерен и современ дизајн, кои ќе чинат 5 до 6.000 денари по парче. Наношните обврзници ќе платат и за патики Adidas, Nike, Puma, New Balance, кои чинат 14 до над 18.000 денари. Дополнително градот ќе плати и за печатење на логоа на мајците и тренерките, и тоа по 1180 денари за секоја парче. Алфа побара став од град Скопје, како и зашто биле склучени овие рамковни спогодби, но тамо не добивме никаков одговор. Инако фирмата Теракон Дуел е формирана пред точно 6 години, регистрирана е во центар, а телефонскиот број кој го најдовме на интернет е непостоечки. Во моментов корисникот е недостапен. Според јавно достапните информации, фирмата Лайн имала добивка од само 13.000 денари, а во 2023-та од речиси 4,5 милиони денари. Во 2022-та пак профитот им бил нешто над 305.000 денари.